Здраво, добро да дојдете уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за така наречената балансна теорија за детерминирање на пол. И всушност овие потекнуваат од истражување на винската мушничка дрозофила Мелано Гастер, каде што она има X и XY полов комплекс, така, XX е женско, XY, но како што ги правиле истражувањето, приметиле дека не секогаш полот зависи од XX или од XY. И тоа ги приметиле кога всушност ги вкрстувале и очекувале од прилика да се добијат 50% машки, 50% женски единки. Но всушност се добиле 75% машки и 25% женски единки. И понатамошни тестирања откриле дека всушност иако да, половите хромозоми имаат улога, на голема улога, особено во одредување машкиот пол, имаат автозомните хромозоми. Значи, во еден комплет, да се повторуваме многу пати, но нели имаме автозомни хромозоми, хомологни парови, еден од мајката, еден од таткото и така натаму. Така, еден од мајка, еден од таткото. И на крај ги имаме половите хромозоми, дали XX или XY. Сега всушност на овие автозомни хромозоми горе има гени, така речени трансформер гени, ТРА се бележат, ТРА. Така што кога ТРА гените се наоѓаат во хомозиготна состојба, тие единката ја прават во машка единка. Сега зависи од колку ТРА гени имаме, но всушност ако се наоѓа во состојба ТРА или пак као доминантни ТРА, тогаш ќе се добие машка единка независно од половите хромозоми. А ако се наоѓаат во конституција ТРА со ТРА вака, тогашка нема да имаат учество овие трансформер гени кои всушност, како што реков, се наоѓаат на автозомните хромозоми, да речеме овдека дека се наоѓаат. Така, или се наоѓа оваа конституција или оваа конституција или пак некоја оваа хетерозиготна конституција. Ако се наоѓа во хомозиготна состојба, значи едно од овие две, ќе создадат машка единка независно од половите хромозоми. И ова да го видиме како всушност би изгледало. Значи, ако земеме две единки, земеме на женска единка, која има XX хромозоми, но да речеме дека на автозомните хромозоми има ТРА големо и ТРА мало, бидејќи сепак е женска единка. И ја вкрстиме со една машка единка, која има конституција, нели, XY, и бидејќи машка има во хомозиготна состојба и со овие, ТРА мали ќе ги направиме и ТРА уште едно мало. Ајде да видиме што ќе се добие. Значи гаметите ќе бидат овде како ги направиме, тоа ќе биде X со ТРА мало и X со ТРА големо. Додека овде ќе бидат X и Y и двете ќе бидат со ТРА мало. И сега ако ги вкрстиме, всушност ќе добиеме 4 комбинации. Ќе добиеме комбинација евака XX, која ќе биде, значи сега идеме вака. Идеме ова, нели со првото, па ова со првото, па идеме првото со второто, значи ова со првото и второто. Всушност, као направи вака грешка. Па идеме првото со второто, па второто со второто. Значи 4 комбинации. Добро, да ги тргнеме вие. И сега првата комбинација, рековме, ќе биде всушност XX, каде што ќе има две мали ТРА, бидејќи идеме одека сега со првото, па ќе биде ТРА. Втората комбинација е второто со првото, тоа ќе биде X, каде што ќе има големо ТРА со мало ТРА. Третата комбинација е првото со второто, тоа е X, Y, две мали ТРА. И последната комбинација е всушност и повторно X со Y, каде што ќе има големо ТРА со мало ТРА
Сега да видиме што добивме. Првава комбинација XX условува женски пол. А бидејќи имаме во хомозиготна состојба се ТРА, гените кои се наоѓаат на автозомните хромозоми, оваа единка всушност ќе биде машко. Значи, оваа единка ќе биде машко, иако е XX. Бидејќи ТРА условуваат машко. Бидејќи се хомозиготна состојба. Втората варијанта, втората единка XX условува женско, така, ТРА се хетерозиготно и тоа условува женско, значи ова ќе биде женска единка. Тука имаме XY условува машко, ТРА и ТРА се хомозиготни, тоа условува машко, машка единка. Сега последното е XY што условува машко, а ТРА е во хетерозиготна состојба, бидејќи нели со големо Т и со мало Т, но трансформер генот не детерминираат пол, него они ако е женско го трансформираат во машко, така што ова си е машко и ќе си остане машко. Сега ако ги видиме, односот е всушност 3:1, значи имаме едно машко, едно женско, две машки, три машки, 3:1. Односно 75:25. А они очекувале 50-50 да добијат, ама не добиле 50-50 и за тоа се откриле овие ТРА гени кои се наоѓаат на автозомните хромозоми. И тоа произлегува дека детерминаторите на женскиот пол се на X хромозомот, додека тие за машкиот пол се на автозомните. Сега тука има различни комбинации помеѓу бројот на X хромозоми и број на автозомни геноми во кариотипот. И има еден индекс за кој ќе збориме, кој е наречен Полов индекс. Полов, кој е всушност однос помеѓу X хромозоми, број на X, спрема број на автозомни хромозоми. Зашто сега ќе направиме една табела на некој начин? Да видиме, значи ако имаме 3X хромозоми, а имаме број на автозомни геноми, значи колку копии всушност имаме од автозомните хромозоми. И ако тој изнесува 2А, еве ќе земеме, нека биде виолето, нека остане, ова ќе биде со сина, 2А. И споредиме 3 спрема 2А, 3 делено на 2, тоа е 1,5, така тоа е 1,5. И ќе збориме што даваат овие. Можеме да имаме комбинација 2X со 2A, и тоа ни дава едноставно 1. Можеме да имаме 2X со 3A, тоа ни дава вредност 0,67 приближно. Можеме да имаме комбинација 1X со 2A, тоа ни дава вредност 0,5. 0,5. И можеме да имаме и повторно 1X, само сега со 3A. И тоа ни дава вредност 0,33. Сега, единки кои имаат индекс 1,5 се наречени супер женски. Значи, ева како ќе обележиме тоа. Ќе иземе овие две бои, ќе направиме ко супер женски. Тие кои имаат индекс 1 се нормални женски. Тие кои имаат индекс 0,67 се интерсекс, зашто ги збориме во наредното видео. Значи ги направиме како женски со машки. Тие кои имаат 0,5 се нормални машки. И тие кои имаат околу 0,33 или помалку, тие се супер машки. Значи ги направиме вака како. Така што на некој начин можеме да напишеме дека се што е под 0,5, се што е под 0,5 се супер машки. Така, значи тоа се супер, тоа се супер машки. А се што е помеѓу 0,5 и 1 е интерсекс на некој начин. А се што е 1 е всушност нормално женско. Така, тоа е нормално женско. Додека се што е над 1 е супер женска. Така, тоа е супер женско. Така што едноставно можеме да го одредиме овој полов индекс, гледаме колку е вредноста која ќе поделиме бројот на X со бројот на автозомни хромозоми, сетови на автозомни хромозоми и добиваме вредност. Ако таа е 1, тоа е женско, ако е над 1, таа е супер женска,
Ако е помеѓу 1 и 0,5, значи ако е помеѓу 1 и 0,5, тоашка е интерсекс, и ако е 0,5 е нормално машко, ако е под 0,5 е супер машко. Добро, тоа беше се за ова видео за балансната теорија за детерминирање на полот. Зошто кај дрозофила меланогастер не се добиле 50-50 однос на машки спрема женски поради тие трансформер гени кои женски да ги правиле во машки кои се логирани на автозоните хромозоми. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Дојдо.